општина Карпаш многу капитални инфраструктурни проекти се реализираат во последниве неколку години. Еве и во населеново место Пардоци, каде сега се наоѓаме во моментов, се гради плоштадот кој е во завршна фаза. Кои се оние главни технички карактеристики и кога ќе биде финиширан овој проект? Токму така на територијата на урбаната заедница Бардовци, покрај другите инфраструктурни објекти кои се досега изведени, во овој момент се изведува капитален објект кој е во завршна фаза, тоа е плоштадот со сите содржини на еден современ, модерен и мислам добар плоштад кој ќе биде привлечно место за сите возрасти на сите генерации на граѓани од најмала возраст до најголема. Во изминатиот период на територијата на општина Карпаш се изградени уште 3 плоштади, еден кај млечен ресторан, другиот е во Влае, во Влае 2, кај Порта Влае и третиот во Карпаш 3. Значи продолжува со градба на вакви плоштади. Започната изградба на плоштад спроти студентскиот дом Гоце Делчев, потоа ќе се изгради уште еден плоштад во Карпаш 4, потоа уште 2 сквера во Жданец и во Трнодол. Значи, за овој плоштад да кажам некои карактеристики. Плоштадов се изведуваше во 4 фази. Првата фаза градежно земени работи со партено уредување. Значи, ова беше запушен простор кој започна со уредување, се припремаше за да се оформи као површина што покасно го доби овој лик. Значи, потоа втората фаза е машинскиот дел. Машинскиот дел се содржани пумпите кои што ќе прскаат вода и третиот дел е урбана опрема. Урбаната опрема е за посетителите тука да можат да се одмараат и четврта фаза е електрично осветлување. Купната инвестиција на овој плоштад изнесува околу 20 милиони денари и се финансира од Агенцијата за рурален развој, мислам основниот дел, а ДДВ-то го плаќа општината Карпаш. Кога е планиран овој проект да биде во завршна фаза, односно да финишира комплетно? Се планира да се заврши во најкраток можен рок, околу 10 до 15 дена, односно останува да се постави кај што се мислам прскалките, кај што водата кај што ќе се издига над површината, тоа е со плачување со мермер. Мермерот е мислам пред монтирање и со поставување на мермерот се завршува плоштадот и ќе останува дополнително расчистување на теренот и пуштање во употреба. Евидентно е тоа дека општина Карпаш во изминатиот период многу инвестираше во ова населено место, градејќи и асфалтирајќи улици, сообраќајници, пешачки патеки и така натаму. Како граѓаните го прифатија реализирањето на овој и на другите проекти во Бардовци? Па реализацијата на овој проект и на останатите инфраструктурни објекти многу позитивно го прифатија, значи од сите страни граѓаните упатуваат пофални зборови до општината дека општината се грижи и за вакво населено место, рурално подрачје, кај што се изградени покрај улици и тротоари, се изградени пешачки патеки, потоа канализација атмосферска, фекална, така да све што имале потреба граѓаните, све е реализирано. Останува уште да се изгради во рамките на основното училиште Аврам Писевски детска градинка, што ќе представува исто така капитален објект за прифаќање на децата од ова населено место, да не морат граѓаните да ги носат во градското подрачје во урбаните населби, него ќе можат тука да ги носат и да продолжуваат да одат на работа. Уште една градежна активност на општина Карпаш и тоа кај млечниот ресторан се пробива нова улица. Која ќе биде нејзината улога? Се најдуваме на територија на урбаната заедница Владо Тасевски, поточно на улицата Борка Талевски, која во изминатиот период беше изведен првиот дел, сега е во тек пробивање и довршување на вториот дел. Вкупната инвестиција кошта 8,5 милиони денари, работите ги изведува бетон. Ова сообраќајница ќе представува главна артерија за поврзување на улицата Анкарска со улицата Рузвелтова.
Градежниве работи се одвиваат во неколку фази. Прво земјаните работи, долен строј, потоа ќе се припремат атмосферска канализација на делот кај што не е опфатен со претходната изведба на оваа улица и после во завршна фаза ќе се асфалтира со изведување на тротоари, потоа со поставување на електрично осветлување, канделабри на улицата. Претходно на оваа улица во текот на припремните работи беа офатени многу други споредни работи како дислокација на електрични инсталации и поради потоа кабеловски оператори, поради тие работи се пролонгира малце изведбата, али сега веќе тие работи се завршени и од денеска продолжува динамика на изведба. Од утре ќе се појават и големи градежни машини кои ќе извршат ископување длабоко и ќе се врши тампонирање, потоа ќе се врши припрема на тротоарите со поставување на рабници, како улични рабници, така и тие тротоарски рабници и се очекува за околу месец дена да биде завршена улицата комплетно. Со завршување на оваа улица, значи оваа населба, односно оваа урбана заедница ќе добие многу, затоа што постојано граѓаните досега беа изложени на едно тесно грло на одвивање на сообраќај и проблем беше со движењето на моторните возила. Често пати доаѓаше до поставување, паркирање на оваа улица и со тоа се попречуваше движењето. Сега со пуштањето на оваа улица, на оваа артерија, ќе се одвива побрз сообраќај, односно ќе има директна врска и нема да има застој на сообраќајот како што беше досега. Со тоа сметаме дека граѓаните ќе бидат задоволни од изведбата на оваа улица. Претходно голем број на улици на оваа урбана заедница беа асфалтирани, беше изведена атмосферска канализација и сега после оваа улица се очекува да биде изведена улицата Њуделхиска кај Веро и со тоа на овој локалитет веќе се завршува комплетно изведување на сите улици што е и потреба на граѓаните.